во очи на формирање на ДИК, во очи на разгледување на изборниот законник и на вака закажана седница на Собрание на Република Македонија пред неколку дена, еве за граѓаните на Република Македонија, колегите пратеници од владачкото мнозинство ова добро го знаат и сигурно е во соработка со нив, добро испланирано. Внимавајте, седницата беше закажана во 12 часот на 17.7.2018 година. Во 12 часот. Во 12:38 доаѓа допис во кој што се предлага промена или дополнување на дневниот ред, и тоа ни повеќе, ни помалку со измени на изборниот закон. Па јас, еве, се обраќам и ги прашувам колегите од парламентарното мнозинство. Дали вие, колеги, се согласувате со една ваша постапка, ваква постапка од влада, која што вие ја поддржувате? Може би на некој му е смешно се тоа, но за помладите колеги, тука гледам и помлади колеги, никогаш во Република Македонија, никогаш не се менувал и не се носел изборен законник без консултации и без поддршка од опозицијата. Да, колега, може е смешно. Може е многу смешно, но е жално за демократијата на Република Македонија и за граѓаните во Република Македонија кои што веруваат во демократија и во евроатлантските интеграции на нашата држава. Денес треба и требаше да донесеме заедничка декларација за прогресот или за влезот на Република Македонија во НАТО. Заедничка. Ја усогласивме. Ви кажа господинот Поповски на пред седницата која што заврши пред 5 минути, дека ќе го чекате само господинот Јоханес Хан да се качи во авион и веднаш пак овие вака многу јаки европски манири да ги примените во наводници нормално, и тоа не далеку, токму во собранието на Република Македонија. Вие не го чекавте да појде до аеродром, вие го чекавте само да излезе од собранискиот дом и веднаш на ваш својствен начин од влада поддржувана од власт многу европски, пак ќе кажам во наводници, да подметнете една ваков дополна измена, не на друг закон, внимавајте, на изборниот закон. Ова навистина ја понижува интелигенцијата на граѓаните на Република Македонија. Размислете и вие, господине Талат Џафери. И во име на ова барам 1 час пауза. Благодарам.